Сега веќе е време за нашата прва денешна гостинка. Вообичаено знаете дека веќе првиот термин во петок е резервиран за гостин од Аџи Бадем Систина. А ова утро со нас имаме специјалист по нуклеарна медицина. Добро утро за доктор Муратовска. Добро ни дојдовте. Добро утро на вас и на вашите гледачи и ви благодарам што ме поканивте со еден повод. Да, убав повод со за добро утро до тебе, колку што разбрав поводот е предстојниот светски ден, така што доаѓа на тироидната жлезда на 25 мај, така. Повелете. Ти благодарам Искра. Многу добро утро и до гледачите. Добре ни дојдовте доктор Лилјана Муратовска, специјалист, како што рече Искра, по нуклеарна медицина. На само 2 дена пред светскиот ден на тироидната жлезда, убаво е да, иако сме говореле ние во минатото за тироидната жлезда, симптомите, начинот на лекување, третман и така натаму, убаво е повторно да напоменеме, бидејќи, за жал, како што јас имав можност да прочитам, бројките растат. Имаме се повеќе пациенти кои што имаат проблеми со тироидната жлезда. Кажете ни, еве на почеток, што значи нарушување на тироидната жлезда? Благодарам. Значи, пред да почнеме со нарушувањето, би сакала да кажам дека овој ден, светски ден, 25 мај, е само еден ден во годината, меѓутоа напоменувам дека ние како лекари и специјалисти по нуклеарна медицина и тироидолози се обидуваме да едуцираме преку целата година. Инаку овој ден 25 мај е одбран како ден каде што ќе ја подигнеме свесноста за тироидните болести и да ги натераме пациентите да ги препознаат симптомите, да се јават брзо на лекар и брзо да се диагностицираат и соодветно да се третираат, бидејќи тоа е клучно кај тироидните заболувања. Инаку самата тироидна жлезда е мала жлезда по големина, нели? Се наоѓа од предната страна на вратот, во долниот дел на вратот. Во облик на пеперутка? Во облик на пеперутка или штит, затоа и се нарекува тироидна или штитна жлезда. Меѓутоа, иако е мала, е многу значајна во организмот. Би рекла дека е еден одговорен за комплетниот метаболизам во организмот. Значи, особено за мозочната функција, срцевата функција, за согорување на топлина, создавање на топлина. Значи, сето тоа се работи без кои што организмот не би можел да функционира. Незиното нарушување ги засега скоро сите органи. И затоа е многу значајно да се постојано апелира на тоа дека секој симптом може да значи симптом на нарушување на тироидната жлезда, бидејќи симптомите се неспецифични и може да се припишат и на други болести. Самата тироидна жлезда иако е најмала, е најголем ендокрин орган и создава хормони, тоа се тироксинот и триодотиронинот, познати кај народот, а ние се почесто ги испитуваме и слободните фракции, или скратено FT4 и FT3. Зошто се повеќе одиме кон нивно испитување, бидејќи се научно потврдило дека тоталните фракции на тироксините имаат носачи во организмот, кои што и природно може да бидат пониски или повисоки, па да ни дадат една лажно позитивна или негативна слика во испитувањата. И третиот, не помалку важен, тоа е тиреокалцитонинот, кој што се секретира од С клетки, парафоликуларни клетки, кој што е одговорен за метаболизмот на калциум. Значи, тој помалку се испитува, бидејќи болестите што настануваат со негово пореметување се во помала група. Освен овие два тироидни хормони, многу значаен е и така наречениот тиреостимулирачки хормон, кој што се создава во дел од мозокот, така наречен хипофиза, и кој што е на некој начин одговорен, еден диригент за тоа како ќе се однесуваат тироидните хормони во организмот. И оваа врска меѓу мозокот и тироидната жлезда е обратно пропорционална, велиме. Што значи тоа? Ако се излечат многу тироидни хормони, тоа го регистрира мозокот, и на некој начин го зголемува лачењето на тиреостимулирачкиот хормон, па имаме во крвната слика повеќе тироидни хормони, а супримиран или низок ТСХ. Значи, тој однос е спротивен. Така. Ова го напоменувам затоа што многу често пациентите прашуваат зошто ми се високи тироксините, а ТСХ ми е низок, нели? Тоа е поради тоа што на некој начин хипофизата со супресија сака да го спречи лачењето на тироидните хормони или обратно со пораст на ТСХ, нели сака да
го зголеми лачењето на тироидните хормони. Нарушувањата на тироидната жлезда одат во два правци. Во нарушување на овие хормони, значи на функцијата на тироидната жлезда, или таа група ја нарекуваме функционални нарушувања, и морфолошки нарушувања, односно нарушувања на структурата на тироидната жлезда. Функционалните нарушувања се познати. Хипо и хиперфункција на тироидната жлезда. Морфолошките се може да одат во правец на дифузно зголемување на тироидната жлезда или познатата гушевост, струма, која што може да биде, велам, дифузна, меѓутоа може да биде и со појава на јазли, нодуси во тироидната жлезда. И како посебна морфолошка група се самите нодуси, кои што може да бидат бенигни и малигни. Значи, уште еднаш ќе кажам тука, пошто самата емисија е едукативна по повод Светскиот ден на тироидната жлезда, многу често се прашува што се тоа јазли, нодуси, тумори, дали е тоа нешто различно. Значи, во медицината тумор означува некоја израслина, некоја зголемување на одредено ткиво, и тој може да има добри и лоши карактеристики. Значи, не значи дека ако кажеме дека имате тумор во тироидната жлезда, дека тоа одма е карцином. Ентитетот јазли и нодуси е идентичен со туморот. Значи, јазел, нодус, тумор е едно исто. А за да потврдиме дали тој тумор, нодус или јазел е добар или лош, секако мора да се направат дополнителни испитувања, а златен стандард е тука пункционата биопсија. За среќа, повеќето тумори, нодуси или јазни во тироидната жлезда се бенигни, а мал процент отпаѓа на малигните тумори. И како посебна група на нарушувања, тука би ги спомнала и воспалителните процеси во тироидната жлезда. Тоа се вирусното воспаление или субакутен тироидит и хроничното воспаление на тироидната жлезда со една автоимуна компонента, тоа е Хашимотовиот тироидит. Секако постојат и комбинации на сите овие болести, значи да имаме структурна промена со функционално поремедување, и така да апелирам дека пристапот кон пациентите треба да биде индивидуализиран. Како што и вие во Систина, имате персонализиран пристап за секој. Многу често во чекална ги слушаме пациентите, нели се разменуваат рецепти, јас имам ваква болест, така. Значи, да не се прифаќа, секоја болест на тироидната жлезда си има свои специфични карактеристики, свој специфичен третман. И не може за двајца пациенти да биде истиот начин на третман. Предпоставувам дека нашите гледачи многу ги интересира околу симптомите кои кај секој еден од нас пројавуваат сомнеш. Ајде да ги напоменеме кои се симптомите кои што никако не смееме да ги занемариме и кои што веднаш би ни асоцирале на нарушување на штитната жлезда. Така, како што спомнав, симптомите се многу неспецифични, значи може да бидат од различна природа. Зависно од тоа дали се работи за намалена функција на тироидната жлезда или познатата хипотиреоза, хипотироидизам, или се работи за забрзана функција на тироидната жлезда или хипертироидизам, како што реков, бидејќи одговорна жлезата за метаболизмот, така ќе бидат и симптомите. Кај намалената функција ќе се јавуваат симптоми од намален метаболизам, кај забрзаната функција симптоми од забрзан метаболизам. Па ајде да почнеме со хипотиреозата, која што е многу почеста, иако неретка и хипертиреозата. Значи, кај намалената функција на тироидна жлезда, најчесто симптомите се еден постојан замор, кој што не поминува ни со одмор, ни после сон. Потоа една сува кожа, кршливост на ноктите, опаѓање на косата, забавена работа на срцето, една летаргичност, депресивност, неволност. Празењето на цревата е забавено, значи често имаме потврда столица, појава на отоци по телото, значи најчесто забележливи околу очите, на глуждовите, ментална отапеност, или обично пациентите велат дека чувствуваат како да имаат мозочна магла, една деконцентрираност. Тоа се симптоми кои не се гледаат, а симптоми кои се видливи, да речеме, имаме? Да, значи ако е оваа намалена функција придружена и со структурна промена на жлездата, значи ако се работи за дифузна гуша, тогаш ќе видиме едно зголемување комплетно во долниот дел на вратот, а во кога се работи за појава на тумори, чворови, тогаш ќе видиме некоја испакнатост од предната страна на вратот.
Значи, најчесто пациентите доаѓаат кога веќе е пораснат тој нодус, за да биде тој видлив, треба да е малку поголем. Па многу почесто ни се јавуваат за преглед поради промена во функцијата на жлездата. Нели, секој втор човек денеска има замор од преработеност, премногу информации, па се чувствуваме... премалку време да води грижа. Се чувствуваме деконцентрирани. Сето тоа може да остане недиагностицирано. Значи, да сметаме дека е тоа ради премногу работа, премалку одмор, премногу информации. Која е возраста, доктор Муратовска, од која треба задолжително да почне да се следи функцијата на штитната жлезда и еве ние кои што сме во работен однос, еднаш на 2 години имаме систематски преглед. Дали е тоа доволен периодот од 2 години за да може да се следи што се случува таму и да можеме да превенираме во случај да нешто се поремети? Па така, значи, за среќа во нашата држава се води грижа за тироидното здравје и ние имаме скрининг на тиреостимулирачкиот хормон по раѓање. Ова зашто го напоменувам, значи за среќа ние сме меѓу земјите каде што неонатален хипотироидизам е сведен речиси на 0, бидејќи сите новороденчиња кои што се родени во родилиште подлежат на националната стратегија на ТСХ скрининг, па многу веднаш после раѓање се открива оваа состојба која што е многу драматична ако не се открие, бидејќи најчесто се завршува со ментална ретардација на дечињата. Па велам за среќа кај нас тоа постои, секој дете родено во родилиште веднаш се диагностицира а третманот е едноставен, значи давање веднаш на тироиден хормон и потоа се развива нормално. Значи тоа би бил првиот скрининг, секако во колку не постои фамилиарна предиспозиција во семејството за тироидни болести, Европската асоциација за тироидна жлезда препорачува да првиот скрининг се направи на 35 годишна возраст, а потоа во зависност од наодот да се тој повторува на 5 години. Меѓутоа, секако дека тука има отстапувања, да речеме за периодот на репродукција, кога е неопходно пред да се планира семејство, да се направи скрининг на тироидните хормони и ТСХ, а во колку пак се работи за лекување на стерилитет, значи во колку парот не може да реализира бременост во трајање од 1 година, тоа се смета за нарушена фертилност, тогаш се препорачува да се испитаат и тироидните антитела, бидејќи е потврдено дека голем дој на инфертилни пациентки имаат Хашимотов тироидит. И секако периодот на менопауза е периодот кога мора да се испитуваат тироидните хормони. Прегледот е многу едноставен, нели? Да се направи ехо преглед на тироидната жлезда и лабораторија, односно испитување на овие еден од хормоните тироксин, најчесто тироксинот и ТСХ. Така. Споменавте пред малку дека доколку немаме во семејството некој кој што си има проблеми со тироидната жлезда, можеби не сме од оние кои што би можеле и ние да ги имаме истите, но кои се другите фактори, ризик фактори, кои се другите причини поради кои се случува нарушување на штитната жлезда? Значи, кога би ги знаеле потполно точно причините, би имале и превенција. Меѓутоа, како најчести причини се смета зрачење во областа на тироидната жлезда, односно во областа на вратот во детство, кое што понатаму реперкуира со смалување на големината на тироидната жлезда, или пак зрачење во вратната регија од било која друга онколошка причина, исто така доведува до смалување на тироидната жлезда. Потоа реков, генетска предиспозиција, кога зборуваме, тоа не е наследна болест, туку како и за другите болести, како што се кардиоваскуларни, онколошки болести, каде што постои предиспозиција во семејството за развој на одредена патологија, така и за тироидните болести. Жените се многу почесто и подложени на појава на тироидни болести, се смета дека на 8 до 10 жени е еден маж, и тоа е заради женските хормони. Тироидитите се, значи, заради присуство на антитела во организмот, кои што се повторно со една генетска предиспозиција. Субакутниот тироидит или вирусното воспаление на тироидна жлезда е предизвикано од вируси. Значи, мултифакторијално. Во последно време се повеќе се испитува и влијанието на средината, на загадувањето.
И на многу други нешта. Дали болестите на тироидната жлезда спаѓаат во хронични заболувања? Па да, голем дел од болестите на тироидната жлезда, меѓутоа да не се обесхрабруваат пациентите. Еднаш диагностицирано тироидно заболување, ако е функционално нарушено, се третира. Третманот е до крајот на животот, бидејќи веќе еднаш престаната функција на тироидна жлезда не се обновува. Меѓутоа, со третирање, тоа е една таблетка наутро, пациентите се сосема добри, немаат никакви потешкоти во своето живење и живеат нормален долг живот. Јас работам веќе 30 на години, имаме и дечиња кои што се родени без тироидна жлезда, примаат цел живот тироидни хормони, создаваат семејство и живеат сосема нормално, така да не се обесхрабруваат. Меѓутоа, точно овие денови, да кажам, освен денот на тироидната жлезда, имаме и недела на тироидната жлезда, која што е до 31 мај, али како што реков, сакаме и преку целата година да се апелира, баш затоа се овие денови да им кажеме на пациентите да не се обесхрабруваат, туку навремено да ги препознаат симптомите, да се јават на лекар. Да живеат со Да, и секако, нели, животот е сосема нормален кога е болеста третирана. Споменавте дека квалитетот на живот не е ништо нарушен кога знаеме дека треба да си ја земаме терапијата соодветна, но дали овие луѓе смеат да се занимаваат со видови на спортови, екстремни спортови и со физички напор? Дали е добро да се изложуваат на такви нешта? Значи, пред да се третира болеста, кога веќе постои нарушувањето, имаме редукција во одредени активности, особено кај хиперфункција на тироидната жлезда, каде што имате забрзана работа на срцето, нели симптомите не ги кажавме за хиперфункција, али се сосема спротивни од овие на хипофункцијата, тоа е забрзана работа на срцето, едно изразено потење, слабење, тремор, и кај двата, и кај хипо, и кај хиперфункцијата имаме нарушување на менструација, значи, бидејќи кај хипертирозата имаме забрзана срцева работа, спортови се редуцираат се до нормализирање на функцијата на тироидната жлезда. Додека спротивно за одредени состојби како што е Хашимотовиот тироидит, препорачуваме секојдневна спортска активност, бидејќи се смета дека спортот го јакне имунолошкиот систем, а Хашимотовиот тироидит како автоимуно заболување бара да се зголемува имунолошката отпорност. Па тука не само што не забрануваме, туку и препорачуваме секојдневна физичка активност, меѓутоа сепак не нели оние со висок интензитет, што велат се во последно време high intensity активност, сепак пулсот да биде во една нормална граница, бидејќи сепак се работи за нарушување кое што го засега метаболизмот и кое што прекумерна активност може да предизвика дисбаланс. Така. Ви благодарам многу, доктор Муратовска, што ова утро дојдовте пред официјалниот светски ден на тироидната жлезда, да напоменеме, да превенираме и да подсетиме дека пред се треба да се грижиме за своето здравје и да не ги занемаруваме симптомите кои што еве ги слушнавме, а верувам дека многумина и ги знаат. Искра? Благодарам.